Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Редовно ги следиме состојбите во поплавените подрачја, ситуацијата од она што можеме преку медиумите и и останатите да забележиме е дека сите капацитети се на терен и дека полека, споро можеби, но ситуацијата како да се следува. Веројатно има уште многу да се работи. Ова повеќе го говорам од аспект на мал оптимизам да се внесе, бидејќи еве времето како да се најуваше дека ќе врне и денеска и вечерва може да се случи, но веројатно дел од облаците ќе го одминат овој Скопски регион, да се надеваме дека ќе биде така, бидејќи секоја нова капка дожд ќе предизвика проблеми во веќе погодените подрачја. Освен на расчистувањето, она на што жителите, населението местно најмногу размислува е како да им се врати нормалниот живот и како она што го изгубија севкупниот имот или поголем дел од имотот, од куќата, од дворот, од стоката, како тоа ќе им се надомести. Двостепените комисии, општински и владини се на терен, тие прават проценка, но она што е важно, а што во Македонија многу тешко се одвива една традиција или навика на осигурување на имотите во осигурителните компании. И овие теми најчесто ги отвараме, за жал, секогаш кога има некаква елементарна непогода, дали тоа суша, поплава, дожд и така натаму град. Еви вечерва, иако и деновиве ја отворивме оваа тема, би сакале во отворене во студио малку подолго да проговориме на оваа тема, како и зошто нашите граѓани се осигуруваат или не се осигуруваат кај осигурителните компании, кои ми се чини ги има доволно многу на број во Република Македонија. И на оваа тема ќе разговараме со мојот вечерашен гостин, господинот Климе Поповски, председател на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Добро вечер, господине. Добро вечер. Благодариме на поканата и поздрав гледачите на телевизија. Така, вие веќе бевте во ова студио, во едно издание на Вестите, ја начнавте оваа проблематика. Таа е перманентно се јавува во вакви ситуации, но не е лошо пак да проговориме, иако, за жал, оној дел на сега настраданите не може да не гледаат и нема да директно да слушнат, бидејќи тие немаат ни струја, немаат телевизии, но знаете како, можеби треба се најде некој нов начин на информирање во вакви ситуации. Треба се вратиме на повоениот период кога со летоци, со вестници, со огласни табли, со озвучување, па на некои работи се информира. Ова не е од таков калибар начин на информирање, но мислам дека и селаните и граѓаните знаат дека треба да се осигуруваат, но нешто ги одбива. Ева да ги анализираме сите овие ситуации. Прво би ве замолил една генерална слика каква е состојбата, колку луѓе се осигурани, какви побарања има, какви полиси и докаде е таа ситуација. Сепак има некои кои се осигурани, нели? Да, има. Значи, осигурителниот сектор во Република Македонија, можеме слободно да кажеме дека е релативно неразвиен и се уште е под просекот на оно што представува стандард за земји развиени и средно развиени земји од Европа. Меѓутоа, посебно не радува фактот што во последниве 10 години има забележителни стапки на пораст. Така да кажеме, 2015 година во бројот на продадени полиси, како и остварената премија од продажба на полиси, историски беше најголема во овие последни 10 години. Тоа укажува вкупно 135 милиони евра во пари. Во пари како полисирана премија или како собрани пари од продажба на полиси. И тоа полиси што се продаваат на граѓани, значи сектор население, на фирми, на правни лица, меѓутоа и државата и сите државни институции се исто така значаен консумент на осигурителни услуги. Ова представуваше едно највисоките стапки на пораст испоредбено со останатите земји од централно источна и югоисточна Европа. Тоа укажува дека свеста сепак за осигурување расте, се развива. За 2016 немате се уште податоци? Сака ви кажам, и за 2016 година, сигурно дека и политичките случувања имаше некое непосредно влијание врз движењето на осигурителниот сектор, значи не може да биде имун осигурителниот сектор на политичките случувања, но
иако политичката криза имаме, сведоци сме дека има силен и негативно влијание врз економијата, сепак во осигурителниот сектор, заклучно со 36 или со првата половина на оваа година, бележи значи стапка на пораст негде околу 4%, што е исто така задоволително, имајќи предвид сите околности. Извинете, да не ви прекина мислата. Наедно ме заинтригира. Сакате да кажете, кога има економска криза или политичка која има импликации врз економската криза, дека тоа треба негативно да влие или позитивно? Да, сигурно, бидејќи во процесот на носење на одлука треба да има негативно влијание, бидејќи секогаш кога е некоја политичка криза, вообичаено граѓаните ги пролонгираат своите одлуки за инвестирање, за купување, за трошење на своите пари, бидејќи тоа што сака да ги заштедат своите примања за, не дај Боже, ако таа криза се пролонгира. И во тој момент одлуката за купување на осигурување може би ќе биде една од последните што ќе ја донесат како тие да го распроделат својот семеен буџет. Но она што посебно радува, да кажеме и во делот на осигурување на живот, ние имаме над 20% пораст во продажбата на полисите, што е висок процент и ја држи истата таа динамика веќе 7-8 години поред. Значи, сето ова укажува дека расте свеста кај населението за купување на осигурување. Меѓутоа, како и да е, треба уште многу години за да го доживееме тој европски просек. Иначе, да се вратиме на вашето прашање за каква е моменталната ситуација, дали ова катастрофа која што се случи на територија на Скопје и граѓаните, и не само граѓаните, него и има доста правни лица, фирми кои што беа директно афектирани, дали имаат осигурување. Пријавата на штети започна од понеделникот. Ние на дневна основа добиваме информации од друштвата за осигурување со цел да видиме, бидејќи тоа е наша работа да следиме работењето на друштвата за осигурување, колку се пријавени штета, дали ти имаат доволно пари, дали има доволно капитал за да може да ги покријат штетите. Ево да кажеме заклучно со денешниот ден пријавени се околу 500 штети. Од овие 500 штети 450 се однесуваат за имотно осигурување, додека 50 се однесуваат за моторни возила. За моторни возила се подразбира само за оние возила кои што имаат каско осигурување. Знаеме дека ние моторните возила задолжително мора да има полиса за автоодговорност, меѓутоа полисата за автоодговорност не покрива финансиски загуби, односно ризици кои што се предизвикани од временски непогоди. Значи мора да има каско осигурување. Секој каското осигурување имаме различни пакети. Не секој каско осигурување во себе содржи и ризик предизвикан од временски непогоди. Така да секогаш граѓаните кои ќе купуваат каско осигурување треба да внимаваат кои ризици се вклучени. Нормално, што повеќе ризици се вклучени и цената ќе биде повисока. Не само кај автомобилите, веројатно и кај имотот, нели? Тоа се однесува исто и кај имотот. Сега од овие 450 досега пријавени штети што ви кажав, 100 се однесуваат за правни лица, додека 350 се однесуваат за граѓани кои што имале веќе купено соодветно имотно осигурување со вклучен ризик од поплава. Но очекуваме ние дека оваа бројка ќе драстично ќе нарасне, бидејќи знаеме штетата се случи во саботата, уште луѓето се борат со своји екзистенционални потреби и сигурно дека не може би она нормална комуникација да ја успостава со друштвото за осигурување. Вие кажавте дека нема струја. Да, не е најпрвобитно да дојдат од град, да. Не, кажеме, ако нема струја, а сега веќе сите има мобилни телефони, не може дури да ги наполнат батериите на мобилните телефони за да може да се јава, да пријава штета, така да очекуваме во наредниот период да се пријави штетата до осигурителните компании. Има уште повеќе луѓе што мислиме дека која бројка претпоставувате отприлика? Сега немаме статистика, немаме статистика за географска дистрибуција за да знаеме колку
во тој дел од Скопје се извршена Немаат продажба. компаниите такви Па мислам дека податоци? нема по географска дистрибуција. Можеби компаниите си водат своја аналитика, меѓутоа спрема нас не доставуваат такви Овде податоци. каде речеме генерално се опфатени 15-20 илјади население со некои 5000 погодени семејства. Да, меѓутоа тука може да без разлика што вие кажавте некоја проценка од 15-20 илјади население, тука има голема концентрација на правни лица. Така. Ево за информација на јавноста добив јас непостојна комуникација со осигурителните компании. Например, имате фирма, правно лице, кое што веќе има пријавено штета над 150.000 евра. Така да очекуваме ние многу повеќе такви штети да бидат пријавени, бидејќи има многу фирми кои што имаат уништена роба на залиха, дали тоа залиха на материјали, дали тоа залиха на готови производи, залиха на трговски стоки. Значи, тоа може да биде од големи износи. Ние очекуваме дека исплатата на штети можеби ќе бидат и милионски износи, меѓутоа ќе видиме со тек на време како ќе биде динамиката на приговање штети и која ќе таа процената вредност. Исто треба вреди да се каже дека Агенцијата за супервизија на осигурување како надлежно тело, како регулаторно тело, чија основна мисија е да води сметки за стабилноста на осигурителниот сектор, ние тука имаме една голема одговорност, а тоа е да видиме дали друштвата за осигурување се во потребната кондиција, односно дали капиталот е соодветен, дали имаат адекватно издвоени резерви, дали има доволно ликвидни средства, за да може да ги сервисираат обврските по основна штета. И слободно можам да кажам дека нивото на капитализираност на друштвата за осигурување е стварно на едно завидно ниво, во просек 4,4 пати повеќе него минимално потребното ниво. И оно што е уште позначајно е дека осигурителните компании во услови кога се случуваат вакви ризици од катастрофална природа, каде што можат потенцијалните износи да изнесуваат до енормно големи износи на штета, треба да имат квалитетно реосигурување кое што го добиваат од светски реномирани реосигурителни компании. И тука слободно можам да кажам дека квалитетот на реосигурителното покритие кој што го имаат домашните осигурителни компании е стварно на едно завидно и квалитетно ниво и заради тоа очекуваме дека нема да има проблем во делот на исплатата на штети. Во однос на тоа колку се продадени полиси за осигурување, сакам тука еден акцент да ставам дека она што посебно да кажам позитивно ме изненади, дека во 2016 година, заклучно со 36-ти, споредбено со истиот период од минатата година, кај делот на граѓаните за 13% повеќе се продадени полиси со вклучен ризик од поплава. Додека кај правните лица, значи кај фирмите, дури за 19% повеќе се продадени полиси со вклучен ризик поплава. Тоа е уште еден позитивен сигнал дека осигурениците стануваат се повеќе свесни за постоењето на ризикот поплава. Ние знаеме во последниве години дека се случува поплави. Дали тоа во пакет кога се осигуруваш од поплава, дека се осигуруваш и од други елементарни непогоди, од земјотрес, пожар и така натаму или не? Не, значи вообичаено се почнува од еден основен пакет, кога зборуваме сега за она популарно наречено домакинско осигурување, кој што најповеќе купуваат граѓаните. Кражба. Вообичаено тука влегува ризикот пожар, кражба, поплава, али предизвикана поплава од кршење на цевки, вентили, стекување и така натаму. Меѓутоа, како дополнителни ризици може да се вклучи ризикот од поплава од надворешни влијанија, ризик земјотрес, понатаму суша може да биде. Град. Тоа веќе за земјоделско осигурување. За земјоделско, па добро, овие предели се значи, ќе се навратиме на земјоделското осигурување, значи сега
во однос на имотното осигурување, само да довршам. Да, проверете. Значи, многу важен момент е и одговорност према трето лице. Што значи тоа? Ако вие имате некој непосакан настан и може да предизвикате штета на вашиот комшија, и таа штета може да се покрие доколку вие купите одговорност према трето лице. Значи, тоа се све дополнителни ризици кои што влегува во домакинското осигурување. Во однос на земјоделското осигурување, тоа е исто една многу интересна област, која што, кажеме, како вид на осигурување до 2008 година и воопшто не беше застапена. Ето, 2008 година владата донесе одлука да го стимулира развој на земјоделско осигурување и при тоа понуди субвенција од 60% од премијата. Значи, земјоделците плаќаат 40% од цената, но дека владата плаќа 60% од цената. Тоа даде еден значаен стимул. Ние веќе од година во година имаме највисоки стапки на пораст од било кој осигурување во сегментот на земјоделско осигурување. На имотот или на земјоделските површини? На земјоделските површини, и добрата што ги одредува. Приносите. На приносите. Меѓутоа, не подеднакво сите видови на земјоделски култури се штитат преку земјоделско осигурување. Најчесто купуваат земјоделците кои што работат со јаболка, грозје, праски и житни култури. Пластеници. Тоа што го нудат, тоа што граѓаните го побаруваат или тоа што компаниите го озбожуваат како осигурување? Јас би рекол на двете страни. И на страна на понудата, и на страна на побарувачката. Не секогаш компаниите се осигуруваат, така? Не. Значи и на страната на понудата, и на страна на побарувачка. Вообичаено, пошто ова е нов вид на продукт, и самите осигурителни компании се предпазливи, бидејќи она што недостасува кај друштвото за осигурување е историски поголема статистика за искуства со штети, бидејќи основ за да се формира еден продукт и критериум за да се формира цена на едно осигурување е располагање со историски податоци од настанати штетни настани. За да се осигуруваат за да самите се формира, себе си? Не, за да, точно. Да се осигуруваат себе си, значи ако е тоа точно, за да правилно се формира цената на осигурување. Тоа така се вели, правилно се формира. Логиката на осигурувањето е што е помасовно, потенцијалната штета се распределува на поголем број единици и на тој начин осигурувањето станува поевтино. Но за да се знае колку е таа потенцијална штета, ние мораме да имаме на временска серија, да кажеме 10-20 години историски назад. Ќе прекина малку. И преска кога се договаравме, ми беше малку нејасно или влеговме во една контрадикторност околу формирањето на цената на осигурување. Значи, ако се констатира дека Стајковци, Инџиково или нек делови од Македонија, Пелагонија е подрачје изложено на суша или на поплави, дали тоаш компанијата осигурителна влегува во ризикот и нуди поволни услови или не осигурува затоа што знае дека до година ќе има поплави, ќе мора да ги исплати парите заради полисата? Осигурувањето постои за да се заштитиме од ризици непосакани. Ако компаниите се плашат да превземат ризик, тогаш воопшто нема ни да продаваат полиси за осигурување. Така да тоа е предизвикот за осигурителниот сектор. Меѓутоа, внимателни се во оние области, во оние ризици кои што ги превземат, за кои што немаат доволно историски податоци. Што ќе се случи? Да. Само ево да ви кажам, многу вредно е овдека да се напомене. Еден од причините за, да кажеме, земјоделско осигурување, зашто од старт не пробуди интерес кај сите друштва за осигурување, туку се појаве на почеток само две осигурителни компании, бидејќи другите компании стварно нема добри податоци. Па требаше малку време да се види како тие две компании помина на пазарот, дали од тоа направија некој чар или не, и за да после тоа и другите компании ги следат на тие две компании кои што први почнаа со земјоделско осигурување. Меѓутоа и тоа не беше доволно за Македонија, бидејќи понудата и не беше со адекватна.
Тоа не е случај само во Македонија, тоа беше случај и во поширокиот регион. И Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора. И што се случи? Светска банка, имајќи предвид дека нивните анализи, студии, истражувања покажуваат дека овој дел од Југоисточна Европа е многу ранлив на катастрофални ризици, и тоа земјотрес и поплава, понуди и техничка и финансиска помош преку формирање на реосигурителна компанија, позната под името Европаре, со седиште во Швајцарија, каде што оснивачи се јавија владите на Република Албанија, Србија и Македонија, каде што во функција на ова реосигурителна компанија беа дадени сите државни ресурси на овие три земји, за да историски може да се нахранат со колку што имаше на располагање податоци, да се направи правилно снимање на ризикот, за тоа колку ние сме изложени на ризик од овие видови на катастрофа. Овој проект е веќе жив. Европаре нуди знаење на локалните компании на пазаров и сега треба локалните компании да склучат договор со Европаре и да ги понудат продуктите. Веќе 3 компании во Македонија имаат склучено договор и веќе ги нудат продуктите на Европаре со вклучен ризик земјотрес и поплава. Добро, ќе направиме мала пауза тука. Одиме со првиот блок реклами. Ја мислам дека е добро да погледнеме прилогот на колегата Емил Десподов. Дава една генерална слика како денеска помина денот во овие погодени подрачја, па потоа ќе продолжиме на зададената тема. Хуманитарни акции од цела Македонија, доброволци од сите општини во Републиката, тешка механизација, странска помош и лекови денеска може да се видат во скопското село Стајковци. Пети ден после стравишните поплави во Скопско и околината, штетата полека се санира, водата веќе е извлечена од подрумите и куќите, се расчистува по кукнината на населението која е комплетно уништена во поплавите. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска заедно со министерот за труд и социјала Диме Спасов и министерот за земјоделие беа на терен за да ги координираат акциите на овие министерства. Дополнителни автомобили со лекови и гази пристигнаа во училиштето во Стајковци. Доктори и медицински сестри одат од куќа во куќа и делат помош на оние кои им е најпотребна. Од системот Мој термин ги извадивме сите хронично болни кои што се во овие загрозени подрачја. Вкупно има 2058 хронично болни лица, на кои што им е потребно да добијат терапијата за болеста за нивната болест. Од тој аспект се донесе одлука во текот на вчерашниот ден сите патронажни тимови да бидат вклучени во посета, домашна посета, преку домашна визита на сите овие хронично болни лица во нивните домови со цел да се изврши преглед и ако има потреба да се достават лековите кои што они ги добиваат. За таа цел имаме поставено 3 пункта. Еден овдека во Стајковци, еден во Сингелич и еден во Арачинова, а исто така имаме и на 2 пункта 24/7 итна медицинска помош со цел брза реакција на службата за итна медицинска помош. Дезинфекцијата е започната таму каде што е возможна, односно каде што има услови за дезинфекција, имајќи предвид дека стручните лица сметаат, и тоа е протокол, дека дезинфекција се прави само после темелно механичко чистење и откако ќе се исуши подлогата. Исто така разговаравме и со градоначалникот на град Скопје да се направи итно прскање, авионско прскање против комарци. Тоа е многу значајно сега затоа што комарците се вектори, преносители на болести, и од тој аспект е многу значајно да се преземе и оваа мерка на целиот скопски регион. Со отворањето и на тактичко-оперативниот центар во селото Стајковци, хаосот во ова село полека се нормализира. Екипи на армијата на Република Македонија, екипи на надлежните служби од Македонски шуми, Македонија пат, комунална хигиена, се меѓу населението и се санираат штетите. Помош пристигне од Косовското КФОР, кои испратија дополнителна механизација за собирање на калта и сметот од улиците и куќите на населението. Целта на поставување на оперативниот центар е од едно место да се координираат активности како што се обезбедување на периметар на селото со цел да се има контролиран влез и излез на сите структури кои влегуваат и излегуваат. Од таа намера на јужниот
и северниот дел од селото Стајковци формирани се контролно-пропусни станици од единици на војна полиција со цел да се има евиденција и контрола, тоест сукцесивно пропуштање со цел да се избегне стварање на гужва во улиците. Организиран е еднонасочен сообраќај по улиците кои се тесни со цел да се дистрибуира помош, да влегуваат машини и да се извлекува ѓубрето или шутот кој е настанал како последица на поплавата. Следно да се има евиденција на доаѓање на сите можни институции, сите поединци, доброволци, меѓународни организации, владени и невладени организации, се со цел да се усмерува и контролирано и координирано да се водат акциите, а не стихино. И верувам дека со самото воспоставување успеавме да се за кратко време сите тие напори да бидат координирани, усмерени со цел што е можно побрзо на враќање на нормалните услови за живот и работа во селото Стајковци. Сообраќајот за влез и излез од селото Стајковци е дозволен само за тешката механизација и оние кои доаѓаат за да донираат помош или да помогнат во расчистување на калта. Јавните предпријатија и надлежните служби во координација со армијата на Република Македонија полека но сигурно го расчистуваат нередот од невремето. Расчистени се голем дел од улиците и куќите, но се уште останаа оние најнепристапните кои воедно се и најпогодени од невремето. Гостин во отвореното студио на телевизија Нова, господинот Климе Поповски, претседател на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Разговараме за можноста за развој на осигурувањето меѓу граѓаните, особено од елементарни непогоди, бидејќи тоа е поводот она што голем број граѓани ги снајде овие денови во Тетовско-Скопскиот регион. Господине Поповски, кога говориме за овие луѓе кои што настрада и животите ги изгубија имот, стока, куќи, ова се е предмет на осигурување. Но има еден паралелизам на некој начин. Она што компаниите им го нудат како можност за осигурување на граѓаните, во вакви ситуации, кога има елементарни непогоди, и државата се јавува како институција која ги обештетува граѓаните. Рековме дека комисиите за обештетување општинските и оние на државата се на терен и вршат увид на штетата кај граѓаните. Оние граѓани кои што се осигурани кај компаниите исто така ги пријавуваат или ќе ги пријавуваат во наредниот период, но кај мене постои дилема. Ако оние граѓани кои што биле по-паметни се осигурале кај дел од компаниите кои што работат на овој терен, добијат обештетување, дали имаат право да поверуваат и од државата? И обратно. Да. Значи, тоа ќе биде владина одлука на кој све ќе му следи обештетување. Дали ќе биде исклучок тие што купиле полиси или не, тоа не сум во состојба да ви одговорам на тоа прашање. Меѓутоа секој се поставува прашање дали е тоа нефер однос и дали тоа ќе делува демотивирачки за тие што веќе купиле полиси за осигурување. Значи, јас ќе ви кажам кои се тука аргументите за или против. Во услови кога многу е мало застапено осигурувањето, кога степенот на пенетрација на многу ниско ниво, сигурно дека владата, имајќи предвид нејзината општествена одговорност за граѓаните, сигурно дека интервенира и тоа не само владата, ние сме сведоци дека и многу земји странски се вклучени во донирањето на помош, ќе бидат вклучени можеби многу меѓународни институции во донирањето на помош на најзагрозените. Така да тоа е на хумана димензија и на владата, но и на меѓународната заедница. Отприлика, дали знаете кој процент покрива државата, да речеме, во осигурувањето? 100% ги покрива штетите или зависи од одлуката? Дали тоа утврдено со некој правилник? Да, постои правилник. Тоа се, како што кажавте, имате двостепено. Прво, може тука активно улога да има на ниво на општина, а понатаму на ниво на влада. Меѓутоа, општините мислам дека немаат соодветно буџет, дека како буџетска ставка се планира во владата. Да, на ниво на општина само се формира општинска комисија која што врши проценка на штетите, па тие ги преуваат до влада, потоа владата се донесува одлука колку ќе биде обештетувањето. А кај компаниите? Да, секој компанија. Исто така треба да дојат. Која е разликата, која е предноста
вие да имате осигурување, а да не чекате на ваква помош. Вие ја прејавувате штетата кај компаниите вршат проценка и тие одат на увид. Значи и тие исто така сега треба да искочат на терен да И видат. веќе се на терен. Така? Значи веќе се на терен проценителите и кога ќе констатираат состојбата, во рок од 15 дена, доколку не е потребно некоја документација, во рок од 15 дена таа штета веќе треба да биде платена, исплатена. Додека во случај ако се чека на државна помош, тоа може да трае и подолго, може да трае една година. И сега замислите вие колку е неопходно вие да имате потребата од финансиски средства сега, отколку после една година. Чекайте сега, имам подпрашање. Рековте дека комисиите на компаниите се исто така на терен и вршат увид на штетата. Кај некој што пријавиле или кај што они сметаат дека има дела. Кај што пријавиле штета. Кај што пријавиле штета. И имавте една реченица, ако не е потребна некој друг документ. Да. Како овие луѓе што изгубиле се ќе докажат или знаат тие документи постојат веројатно кај компаниите? Треба ли некој дополнителен напор да се докажат и тие изгубиле документи и се им се поплавило таму? Малку е незгодна ситуацијата. Кога одреден имот или одреден ризик се превзема од страна на осигурителната компанија, во политиката на превземање на ризици се прави, ајде кажеме, како вид на попис. Значи се констатира состојба. Може да види, се да изгори. Може, меѓутоа се констатира имотот кукао површина, ако се осигура и мебело што е внатре, се прави за тоа запис, се има записник, да се види што све сакал осигуреникот да осигура. Оно што треба да направи компанијата со проценителите да биде на лице место, да види увид, да изврши проценка на штета, потребно да го обезбеди податокот од Хидрометеоролошки институт, да се кукава било количеството на падавина на дожд, кукава било јачината на ветар, бидејќи тука има некои критериуми. Меѓутоа овде вака несомнено дека тие сите се исполнати критериуми и во рок од 15 дена таа штета треба да биде исплатена. Нема ли некои замки кои што ги плашат граѓаните, што ги одвраќаат? Нема ли некои такви цаки кои што може да направат да не ја добијат штетата за која што плаќале одреден период од својот живот? Да, значи може да има. Оте вие како агенција сте во чудна ситуација. Да. Вие треба да се грижите и за заштита на граѓаните, а и да поттикнувате свест кај нив за осигурување. Точно, токму тоа. Значи, има случаеви кога осигурителните компании во своите продукти секогаш сака да става некои исклучоци, оно што вие рековте, некои замки. Меѓутоа нашата цел е да не ги доведуваме во заблуда на осигурениците, да нема недоумица дали требало така или не требало така. Меѓутоа, од друга страна, треба да се знае дека во осигурителниот сектор се проценува на глобално ниво дека повеќе од 10% од вкупната исплатена штета оди на осигурителни измами. Значи, потенцијални 10% од осигурениците купуваат осигурување со цел да обезбедат определена придобивка. Односно да извршат измама. Значи, измамата представува една од најголемите предизвици на осигурителните компании. А не од кај компаниите? И тие може сакаат измама да направат? Осигурениците, па не би требало. Не би требало. Затоа, доколку некој, јас ево ќе упатувам апел, доколку некој од осигурениците има проблем во сервисирањето на штетата, не е задоволен од услугата што ја добива од осигурителната компанија, за која платил, така? За која што платил премија, за која што има полиса, слободно да се обрати до Агенцијата за супервизија на осигурување. Ние примаме представки, ние постапуваме по нив, ние често пати вршиме и мирно посредување, медиација. Значи ги викаме осигурениците кај нас, ги повикуваме друштвото за осигурување, пред нас ги соочуваме кои се аргументите, фактите, зашто ако некој е одбијан и така натаму. И на тој начин вистината излегува на виделина. Бидејќи нашата основна мисија е заштита на интересите на осигурениците. Во тие случаи кога сме имали медиација
многу пати сме констатирали дека и осигурениците не биле во право. Тоа е светски тренд. Бидејќи тие имале одредени очекувања, не станува збор за тоа дека било нешто со мали букви и така натаму, меѓутоа едноставно осигурениците не постапиле совесно. Обично тоа е со собрекајните прекршоци и така натаму. Меѓутоа аргументите ќе излезат на виделина. Така да ние годишно примаме преку 100 над 120 представки. Ние за секоја представка решаваме отворено, дискутираме со осигурителните компании, секојаш ние сакаме да биде во интерес на осигурениците. Вие рековте дека безмалку се прави попис од страна на компанијата на осигуреникот. Значи, ако се изгуби лична карта, секаков материјал кој што постои како доказан материјал, има процедура, веројатно. Да, има процедура, треба повторно МВР да се извади некои документи, тие стојат кај нив, не може секој да искочи, јас сум сега тој мене ми изгоре куќето, треба да се провери, никој не дава пари на црни очи, се вели. Јасно, меѓутоа во овие случаи треба осигурителните компании не да оставаат сега осигурениците да кажам ги бркат сите овие работи, документи и така натаму, тоа треба осигурителните компании да имаат во предвид во овие тешки моменти, што е можно побрзо да излезат во пресред на самите осигуреници. Ние веќе искомунициравме со сите друштва за осигурување, упативме препорака, апел до нив да брзо се ефикасно се изврши исплатата на штета. Тоа е добро. Кажете ми, рековме дека има повеќе типови на осигурување. Сите се присутни сега. Од животно осигурување, осигурување на имот, осигурување на земјоделско земјиште. Како се постапува и како се формираат цените и како да ги поттикнеме граѓаните на сите овие сегменти што им значат живот, освен животот за секојдневно живење, да го практикуваат осигурувањето. Треба да земеме ние сега една фамилија во Стајковци, бидејќи тоа е сега најспомнувано место со најмногу последици од оваа елементарна непогода. Имаат своја куќа, имаат свој магацин, имаат земјоделско земјиште. Осигурувањето може да покрие потенцијалната финансиска загуба од уништување на имотот, на складот, магацинот, на робата што е во магацинот. Како и правно лице се разбира. Понатаму на земјоделската култура, ако веќе се занимаваат и со земјоделие. Ако имаат добиток, може да го осигуруваат и добитокот. Болест, смрт, од несреќен случај на добитокот е исто предмет на осигурување. Понатаму, имате осигурување од несреќен случај или од незгода. Тоа осигурување може би е најмасовно осигурување кај нас, бидејќи тоа осигурување го плаќаат од децата кои што се во детска градинка, во основни школи, па до некој вработен што е во било која институција, работодавачите плаќаат по основна незгода. Тоа се мали износи, меѓутоа е многу значајно осигурување, бидејќи секој нешто од ова елементарна непогода се здобил со повреда, може да биде обештетен. Значи тоа не материјал, а сигурно има повреди. При работа, при чистење, при поплавата. За изгубените животи може и по основна незгода да биде надоместена штета на фамилијата. Ако имате полиса за осигурување на живот, тогаш и по тој основ може да се изврши исплата на обештетување на наследниците. Така да, гледате, постојат голем број на предмети кои што може да биде предмет на осигурување, постојат голем број на ризици за кои што вие можете да се осигурувате. А верувајте, оно што се плаќа како цена, како премија, во однос на оно што го добивате како потенцијален надомест за финансиска загуба, е неспоредливо многу. Прашавте како се формира цената. Да. Че ако зборуваме за имотно осигурување, цената се формира, и кажав, многу е важно како искуството со определени ризици. Понатаму зависи од површината на имотот, градежната вредност на имотот,
градежна категорија на имотот, пристапен пат, близина на противпожарна бригада. Значи, тоа се све фактори кои што влијаат на цената на осигурување. Меѓутоа, генерално, во наши услови, мислам дека постои една изедначеност на цените и не се земат во предвид сите овие мини фактори кои што можат да цената да ја зголемат нагоре или надолу. Значи, во услови кога и не е толку развиено кај нас осигурувањето, кажам, во просек сите осигурителни компании, без разлика за тоа колкава е градежната вредност на имотот, имат приближно исти цени. Нормално дека површината на имотот, тоа директно влијае на цената, зашто не е исто дали... Тако пазарно тоа што... Колку има? Имате некоја представа колку вакви осигурителни компании има во Македонија? Постојат 11 друштва за осигурување во сегментот на неживотно осигурување. Неживотно осигурување значи е имот, каско, автоодговорност, незгода, патничко осигурување и постојат 4 друштва за осигурување кои што нудат полиси за осигурување на живот. Постои жестока конкуренција помеѓу нив. Меѓутоа, иако се 11 компании, иако пазарот е мал, сепак постојат некои минимални стандарди под кои што како цена не сме да паднат со премногу ниска цена, бидејќи тогаш ќе се загрози финансиската стабилност на осигурителните компании. Така да постои еден минимален праг од кој што нема да си дозволат друштва за осигурување да паднат по тој минимален праг, нормално, а нагоре нема да одат до некој плафон, бидејќи тогаш нема да изгубили дел од пазарното учество. Значи, ова е вака наједноставно, најеластично објаснување. Добро, одиме со уште еден мал прекин на разговорот со прилогот на колегата Иле, кој што говори, ми се чини во делот токму и на овој сегмент на осигурувањето. Граѓаните масовно ги пријавуваа штетите од природната катастрофа што го зафати главниот град и делови на Тетовско. Надлежните од Министерството за земјоделство се на терен порачаа дека ќе поедностават процедурата. Сите земјоделски површини без разлика дали се евидентирани во регистарот или не ќе бидат обештетени, изјави ресорниот министер Цветков. Сите површини земјоделски без разлика дали се евидентирани во нашиот регистар на земјоделски стопанства или не, истите ќе бидат обештетени. Ова што кажа заменикот, значи ние сега како ќе ги вие обработувате податоците, мораме да ги дадеме до бирото за судски вештачења кои што треба да направат супервизија, проценка и како тие ќе ги завршуваат, ние ќе ги даваме на влада и истите ќе бидат исплаќени од платежната агенција. Значи тоа е процедурата, тоа треба да им го кажете на граѓаните. Но секако дека сега во првата фаза треба прво да се очистат домовите, луѓето да се средат, да имат кај да спијат, ова работа значи не бара хитно да се реши, значи може и после да се очека 10-15 дена, така да значи тоа треба да им го кажете на граѓаните. Според официјалните податоци, досега 5000 семејства од 12 населени места пријавиле дека имаат штета од саботното невреме. Стручните екипи се на терен и вршат проценки на штетите. Од Агенцијата за супервизија на осигурувањето велат дека годинава има раст на осигурителните полиси наменети за недвижниот имот. Осигурителните фирми досега добиле околу 500 пријави за штети. Првиот човек на овој сектор, Климе Поповски, за телевизија Нова вели дека и осигурителните фирми од земјава активно се вклучени во хуманитарните акции за помошта на страданите. 2016 година имаме еден добар тренд на пораст на продажба на полиси, посебно во делот на имотното осигурување, посебно во сегментот на вклучени ризици од катастрофална природа, вклучувајќи ја и поплавата, да кажеме споредбено со минатата година, ние имаме пораст на продажба на полиси кај сектор население во делот на поплавите за 13%. Додека имаме исто голем пораст и во продажбата на полиси со ризик поплава и кај правните лица од 18%. Меѓутоа, општата констатација дека сепак стапката на пенетрација е на многу ниско ниво, така да потребно е уште многу работа како страна на осигурителните компании, меѓутоа пред се и јакнење на свеста кај граѓаните за колку е важно осигурувањето во овие критични моменти да биде главниот компензатор на потенцијалните финансиски загуби. На вчерашната владина седница е одлучено државата авансно да ги обештети поплавените граѓани во висина од 1,5 милиони евра.
Овие пари подоцна ќе бидат вкалкулирани во средствата кои ќе бидат пресметани како конечна сума. Климе Поповски, председател на Агенција за супервизија на осигурувањето. Навлеговме во како да се осигура, зошто. Вашиот генерален став кој е? Дали граѓаните треба да се осигурат во осигурителните компании? Да, сигурно дека треба да се осигуруваат. Несомнено, тоа е најдобриот, најекономичниот. Нема да загубат, не е... Нема да загубат. Тоа е најдобриот, најекономичниот начин како тие може да го трансферираат ризикот кој што може да предизвика огромни финансиски загуби на поединецот, на фамилијата, меѓутоа да не ги заборавиме и фирмите. Бидејќи кај фирмите, кај правните лица не постои доволно свесност, посебно кај мали средни бизнеси. Кај големите корпорации, да, постои традиција, меѓутоа и кај малите средни предпријатија се повеќе треба да се развива свеста, бидејќи тоа се мали фамилиарни фирми, така да ако имаат свест и за бизнесот да го осигуруваат, ќе имаат свест и за сопствениот живот и за сопствениот имот. Така да свеста е многу важна работа. Рековте и во изјавата во вестите на ТВ Нова дека треба да се работи на едукација. Да. Пред да проговориме како да ги едуцираме, кажете ми тогаш, ако е добро, зошто е мал процентот и зошто македонските граѓани, бизнисмени, селани и сите оние кои што треба да се осигурат, сите ние не го правиме тоа. Видите, Која причина? Има некоја сондажа, некои согледување? Традиција, психологија, недоверба? Историски мора да се навратиме многу години наназад. Значи, историјава на осигурувањето, која се споредиме во западноевропски земји, се развивала од 15 и 16 век. Својот вистински замав веќе го добива во 19 век и почеток на 20 век. Колку е таму процентот на осигуреници, генерално? Ева сега ќе ви кажам, да кажеме, ако земе Франција, Германија, како пример. Кај што се најаки осигурителните компании. Таму има повеќе полиси за животно осигурување, отколку што има број на население. Тоа укажува дека еден граѓанин има повеќе од една полиса за осигурување на живот, бидејќи не постои лимит, вие можете да имате 2, 3, 4 полиси. Понатаму, не постои стамен објект што не е осигурен. Тука има историски причини. Значи, најпрво, искуството со случување на ризици покажува дека осигурувањето е најдобриот инструмент. Така да со тек на време осигурувањето си го зазело своето место. Понатаму, рейтингот на осигурителните компании, довербата што граѓаните имат према осигурителните компании е многу важен елемент. Бидејќи вие секогаш ги добивате пари, ги давате парите однапред за нешто што очекувате да го добиете како против услуга доколку се случи штетен настан. Има ли Но има тука така? една психологија. Некој ќе го осигура својот имот, кажеме 10-15 години поред. Нема да му се случи ниту еден штетен настан. Да, тоа е тоа. И тој тоаш ќе си рече зошто јас да давам 10-15 години, џабе ми се фрлени пари, кога ништо не ми се случува. Немало ниту еден непосекан настан. Тоа е една психологија. Тоа е најмногу... Ризичните настани се случуваат неочекувано, не знаете во кој момент, посебно ако зборуваме за катастрофални ризици. Земјотрес, поплава, нели се имаше некоја информација дека еднушка на 1000 години се случува ваква поплава и така натаму. Меѓутоа, глобалните климатски промени само ќе забрзат фреквенцијата на појавување на ризици од катастрофална природа. И оно што е уште пострашно, големата концентрација на средства, се мисли на имот, згради, куќи и така натаму, во поедини делови на државата, кои случајат во Скопје, може да предизвика уште по-големи финансиски загуби. Но, господине Поповски, ете Скопје трусно подречје, имаше катастрофални земјотрес, пред тоа имаше поплава. Суши има стално и поплави. Значи, ние не сме дека бидете традиција години наназад. Може немаме традиција на осигурување, може би се виновни и компаниите и граѓаните, но
Како што не натера да бидеме потрезвени, да влеземе во тој систем на осигурување? Значи, свеста за случување на ризици, оно што дали не имаме перцепција колку сме изложени на ризици е премногу мала. Ево јас сега, например, ќе бидам јас од другава страна, па јас ќе ви поставам прашање. Дали мислите дека земјотресот во Скопје е земјотрес со највисока до тогаш измерена јачина во Македонија? Да. Не. Земјотрес кој што е со највисока јачина измерена на територија на Република Македонија и од која почнува историски гледано се мери земјотресите на ниво на Европа, се случило 1923 година на територија на Валандово. Тој е трети или четврти на таа историска скала според степен на јачина. Меѓутоа, ретко тоа го знае јавноста. Зошто? Бидејќи епицентарот на тој земјотрес било на подрачје каде што немате вие населено место, каде што немате концентрација на луѓе, концентрација на средства и така натаму, и затоа никој не знае. Територијата на Македонија е премногу изложена на ризик земјотрес. И тоа многу слабо е перципирано од страна на граѓаните. Меѓутоа не е тоа само граѓаните, ево ќе земе ние банкиве. Банкиве даваат стамбени кредити, банките даваат кредити на фирмите. Тие обавезно, кога ќе стават под хипотека, стан, куќа, за стамбените кредити, барат и осигурување, да има задолжително. Меѓутоа, тоа е основно осигурување од ризик имот. Банките, исто да кажем, не се свесни дека од еден ризикчен настан од земјотрес или поплова, може да се влоши финансиското здравје на кредито корисниците и да се доведе до прашање дали тие ќе го вратат кредитот и финансиската загуба да има и самата банка. Јас сум сигурен дека многу од правните лица кои што се на територија на овој дел од Скопје са погодени од временска непогода, се сигурно кредитно задолжени. Пак има проблем со сервисирање и на кредитите. Добра тема отворивте. Така да, оно што сакам да го кажам, дека перцепцијата кај населението, кај фирмите, во однос на постоење на ризици од катастрофална природа е релативно мало. Ја прашам нешто, ќе се вратам на она прво прашање, претходно кога ве прашав дали ако сте осигурени државата ќе ги покрие тоа што сте. Бидејќи рекоте дека на запад има повеќе осигурителни полиси од што население и таму се случуваат природни катастрофи. Имате ли информација дали таму државите покриваат дел од трошоците? Кога ќе настане, значи генерална некоја катастрофа, голем ризичен настан со несогледливи последици, сигурно не само државата, него целата меѓународна заедница ќе излезе во престрајте. Но ако земеме сега во случај Јапонија, таму се случуваат секојдневно земјотрес, имате цунами. Таму е развиено едно јака форма на приватно јавно партнерство во делот на справување со тие ризични настани, каде што теретот е на осигурителните компании, па потоа тој терет преку реосигурување го трансферираат на реосигурителните компании и ако се случи ризичен настан, вкупната економска штета што ќе се случи, може би повеќе од 80% е осигурана. Така да тогаш нема потреба државата да интервенира. Сега, се поставува прашањето во некои земји во развој, неразвиени земји, каде што се случуваат ризици од катастрофална природа, каде што не е развиено осигурувањето, кој е најдобар начин да се трансферира тој ризик и таа потенцијална финансиска загуба. Ќе го кажам примерот со две земји од нашиот регион, тоа е Романија, тоа е Турција. Турција знаеме дека е изложена екстремно на ризик земјотрес. Романија е исто така изложена на ризик земјотрес и ризик поплава. Таму постои веќе задолжително осигурување на имотот на населението.
се формира така наречен осигурителен пул или реосигурителен пул, каде што сите осигурителни компании учествуваат во креирање на единствен продукт. Значи нема конкуренција да една компанија има еден продукт, друга компанија има различен продукт. Сите компании заедно кои што се одлучиле да влезат во тој осигурителен пул имаат единствен продукт кој што има единствена цена, кој што има стандарден опфат на ризици, кои што имаат стандардна процедура за превземање на ризици. И тоа е еден од начините како да се растовари буџетот на една влада и поуспешно се справи со финансиските загуби. Зашто кажав дека исплатата на штета што ќе направат осигурителните компании, таа ќе биде многу брзо, ќе биде ефикасно, во најкраток можен рок исплатена, за разлика од оние процедури, комисии и така натаму. Ние како Македонија имаме две опции, или да развиеме едукација, или да воведеме задолжителна форма. Секој задолжителна форма на плаќање и на осигурување, сепак тоа ќе се перципира од страна на граѓаните како дополнителни давачки, како дополнителен данок. Може и тука државата субвенционира барем еден дел, да речеме, бидејќи ќе се нафати. Ние имаме такви размислувања и сакаме да излеземе со некои пресметки доколку државата и онака ги плаќа обештетувањето од буџетските пари, тие може да бидат ставени во функција на субвенција на премијата, за да цената биде уште понеска. Понатаму, ако сите осигурителни компании влезат во тој пул, во тој случај ризикот се дистрибуира помеѓу сите нив, можат цените уште пониски да бидат од постоечки. Банките кои формираат фонд некој, тој како се види. Тоа е за осигурување штетни влогови, да. Така да постојат механизми за тоа како може да се справиме со овие ризици. Почнавте да говорите традицијата, дека влие зашто во Македонија, не знам, веројатно можеби на дел од Балканот, така говориме за нашата земја. Дали во дел од таа психологија, во традицијата, влегува, се враќам сега, бидејќи за танго треба двајца. Пасивни граѓани, неактивни компании или, како да ви кажам, или досадни агенти кои што, наместо да привлечат, може би ги одбиваат граѓаните, бидејќи сите знаеме дека тоа им е задача, тие да бидат упорни и достојни, да влезат кај вас, да го фрлат клучот и да останат тука додека не ви убедат да подпишете нешто. Има ли вистина во тоа? Кои компании се кај нас? Дали се навистина реномирани компании за кои што рековте дека да имаат? Ја еднаш два пати сум гледал, сум гуглал рейтинг на компании, кај нас нема светски познати имиња на компании. Све се регионални тука. Не ги омаловажувам, но да речеме нема светски брендови. Затоа што е пазарот мал или заради што? Традиционално, значи, на овај дел од Европа и југоисточна Европа, ние ги имаме истите странски групации кои што се присутни. Ќе одиме од Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Македонија. Главни странски осигурителни групации доаѓаат од Австрија, Словенија и имаме Кроација, Хрватска. Значи, сепак се тие европски осигурителни групации. Немаме компанија која што е во топ 10. Топ 3. Меѓутоа, ево сега ќе ви кажам дека ние имавме крај на минатата година средба со компанија која што во топ 10 на светско ниво, на европско ниво е на трето место. Кој е тоа? Па сега не е за обелоденување. Од Франција или? Дали од Франција? Не. Која што изрази интерес и ја стави својата мапа за инвестирање на Македонија, меѓутоа условот беше да поминат изборите. Зборуваме за оние први избори април оваа година. Така да политичките случувања сигурно неповолно влијаат на привлекување на странски инвеститори. Иако тие стратешки ја донесле одлуката за инвестирање, меѓутоа ќе се навратат тука, ќе дојдат откако
политичката криза ќе се надмене. Методологијата Така да јас верувам дека со влесна е на таков играч, веќе имаме сериозен, Меѓутоа, сигурно дека и овие регионални компании, сепак имаме компании со седиште во земји членки на ЕУ, станува збор за реномирани компании кои што имаат историја уште од 19 век. Зошто не приоѓа тоа? На соодветен начин. Зошто не ги убедувате граѓаниве? Повеќе. Веројатно работат, веројатно имаат отпори, ама нема да се сложам со констатацијата дека тие не се активни, бидејќи секој сака да прави профит. Сигурно. Активни се, значи се активни, со тоа што понекогаш недостасува малку поголем тренинг на нивната продажна мрежа за како полесно, подобро да се пристапи до граѓаните. Некојаш досадуваат, сега тука треба и малку психологија, менталитет и така натаму, некојаш и не се доволно убедливи. Меѓутоа, мојот став во однос на тоа дали има потенцијал за иден развој на осигурувањето е прашањето на довербата. Ако вие имате разнишен имидж, ако граѓаните не веруваат во осигурителните компании, зашто кажав јас, вие ги давате парите однапред и очекувате дека нешто ќе добивате, тоа може неповолно да делува. Така да се надеваме дека со институцијата, која што е работам јас, тоа е Агенцијата за супервизија на осигурување, ќе дадеме еден значаен придонес да се зголеми довербата. Са тука има уште еден момент кој што е многу битен. Агенцијата за супервизија на осигурување во поновава историја на осигурителниот развој во Македонија дојде последна. Значи, ние стапивме во функција крај на 2009 година. Сите компании беа формирани претходно. Така да недостасуваше можеби порано институција, регулатор во осигурителниот сектор, за да уште повеќе ја зголеми довербата во однос на осигурениците. Претходно постоеше недоволна регулатива, каде што друштвото за осигурување во услови кога автоодговорноста беше доминантен продукт, таа учествуваше во вкупнава структура повеќе од 60%. Значи, од вкупниот пазар повеќе од 60% беше задолжителната автоодговорност. Животното осигурување беше под 5%. Сега, животното осигурување веќе 12-13% во вкупната структура, а автоодговорноста е 45%. Тоа е на квалитетна, позитивна промена во структурата на пазарното портфолио и со нашето постоење се воведе многу ред и на тој начин се зголемува довербата. Ќе ве запрем уште малку, имаме уште еден блок реклами, а потоа завршен дел околу едукацијата. Не искам да ја одминеме, бидејќи веројатно е важен сегмент за иднина како да се однесуваме кон ова. Сигурно. Беа кратки овие реклами, таман се договаравме да продолжиме околу едукацијата. Ако нешто друго, некој податок немате да кажете, би сакал да завршиме со тоа, дали овој тренд кој што е нагорен, како што велите, но се уште недоволен, може да се надмине со едукација на постојното население и колку е добро да се влезе во сегментот на едукација на младите, најмладите или оние кои што допрва треба да го фатат светскиот тренд на осигурување и како тоа да се направи? ОЕЦД публикува една студија, која што студија кажува дека за финансиската индустрија, без разлика дали станува збор за банкарски сектор, пензиски фондови, инвестициски фондови, лизинг, осигурување, многу важен фактор за одржливост, за развој, представува финансиската едукација.
Направени се некои истражувања, ние се уште немаме во Република Македонија, за тоа како е нивото на финансиска едукација. Да кажеме во Хрватска, неодамно го прочитав едно истражување дека нивото на финансиска едукација на граѓаните е на многу ниско ниво. Во Хрватска? Да, во Хрватска. Значи беа поставени едноставни прашања, дали знаат што е тоа инфлација, дали знаат како се пресметува камата, дали знаат што е инвестициски фонд и така натаму, значи многу слабо познавање. Ние се соочуваме секојдневно со потребата од консумирање на финансиски продукти. Неодамнешниве последици од големата светска финансиска криза укажува дека еден од главните проблеми, еден од главните причинители за финансиската криза е токму недоволна финансиска едуцираност. Вие од една страна имате супериорни финансиски институции кои што нудат комплексни финансиски продукти, а од друга страна имате вие консументи кои што не доволно ги разбираат тие финансиски продукти. И во тој начин постои таа се вика асиметрична информација и во неравноправна положба се е слабата страна, односно граѓаните кои што ги дават своите пари, ги инвестираат своите пари, а не знаат во што ги инвестираат. Затоа е многу важна финансиската едукација. Од наша гледна точка најважна е раната финансиска едукација. Инвестирањето уште од рана младост во основно образование, во средно образование, на универзитети, бидејќи тие што студираат економски факултет нема да имаат проблем. Меѓутоа, тие што студираат природни науки и така натаму, за нив веќе треба дополнително образование за таа финансиска едукација. Агенцијата за супервизија на осигурување активно учествува веќе 5 години наназад во процесот на финансиска едукација. Ние секоја година промовираме соодветен информативен материјал. Ево се ќе покажам пример. Ако може нешто да камерата да види. Да. Ова е треба малку време да се фокусира. Значи, ова е една интерактивна игра која што е намената за ученици од основно образование и ние ова веќе го делиме по школите, каде што се запознаваат со ризиците. Значи, секојдневно постојат ризик. Понатаму, уште во основно образование се среќаваат како вид на монопол, интерактивна игра. Децата кои што се во школска возраст, во основно образование, тие се едни од првите осигуреници, бидејќи секој купува незгода. Да, тоа го покажавме добро. Да, понатаму имаме анимирани со кратки содржини информативни материјали за тоа како функционира осигурувањето. Сигурно ова остава една длабока драга кај население, кај младата популација, бидејќи тие ќе бидат идните носители на финансиски одлуки. Така да добро е уште од рана возраст да тие се запознават. Исто така ние имаме посебни брошури, да кажеме за земјоделско осигурување, бидејќи земјоделците не беа доволно запознаени за програмата за субвенционирање. Понатаму не знаа како да го остварат своето право за субвенција. Агенцијата за супервизија на осигурување, заедно со друштвата за осигурување, заедно со Агенцијата за рурален развој на земјоделието, цела година организираме кампањи со директна посета по села, општини и така натаму, каде што кога имаме очи во очи во средба, директно ги запознаваме за тоа колку е важно и кои се придобивките, кои се предностите од купување на земјоделско осигурување. Така да ние сме многу активни во делот на ова финансиска едукација и мислиме дека тоа сигурно ќе придонесе кон развој не само за осигурителниот сектор, него воопшто за финансиската индустрија. Добро, ние завршуваме. Само уште едно прашање кратко, бидејќи неколку пати направивте дистинција меѓу осигурување на компаниите, на фирмите и граѓанското лично осигурање. Каков е соодносот во бројки или во средства? Значи, имајќи предвид дека најголем вид, најзначајно осигурување на превозните средства, доминација има тука граѓаните поради патничките возила, тука преовладува, кажеме, секторов население.
Ака имотно осигурување, имајќи предвид дека имаме големи поединечни осигуреници, кои земе компаниите во електростопанство, дали е тоа ЕЛЕМ, МЕПСО, ЕВН, тие се големи поединечни осигуреници каде што плаќаат премија над 1.000.000 евра. Така да ако земе како бруто полисирана премија, сигурно правните лица се тие што доминираат. Додека осигурување на живот, нормално граѓаните се тие, со тоа што напомена дека и правните лица може за своите вработени исто така да купуваат полиси за животно осигурување, доколку е дел од некоја програма за дополнителни бонуси, мотивација и така натаму. Вие осигурен сте? Да. Значи, јас ги имам сите можни видови осигурување. Од осигурување на живот, патничко осигурување, незгода, имотно осигурување. Тоа е затоа што сте амерички џак или? Па, тоа е бидејќи го сакам осигурувањето, го пропагирам осигурувањето и верувам во осигурувањето и затоа јас треба да ги консумирам со цел да видам дали друштвата за осигурување добро работат. Благодарам што бевте гости во отвореното студио на телевизија Нова, за информациите што ги дадовте и за насоките кои што упатуваат на тоа. Еве, ние сме дел од таа едукација, оваа емисија може да биде сигурно да има некакво влијание. Ви благодарам што бевте. Благодарам и за вашата покана. Почитувани гледачи, завршивме со овој дел од отвореното студио. Останете со програмата на телевизија Нова и останете и утре со нас, бидејќи ќе завршиме неделата со информации околу состојбите на загрозените подрачја од поплавите.